Уште неколку дена ќе треба да почекаат новоизбраните советници и градоначалникот на општина Кочани за да ги добијат решенијата со што и официјално ќе започнат да им течат мандатите на функциите. Така налага роковникот за локалните избори, според кој треба да почне рокот за поднесување приговори и забелешки до општинската изборна комисија, па дури потоа да се комплетира целиот изборен процес. Од комисијата очекуваат до крајот на оваа или на почетокот на идната недела новоизбраните да ги добијат решенијата. Мандатите на советниците и на градоначалникот ќе бидат доделени по истекот на рокот за преговори. Тоа би било најрано петок, понеделник. Значи не можам точно да кажам, бидејќи сепак и ние зависиме од тоа во кој момент ДИК ги објави резултатите за конечни. Гоцева рече дека по завршувањето на гласањето во неделата, членовите на Општинската изборна комисија во текот на вечерта и ноќта работеле на утврдување и сумирање на сите резултати од записниците, што до нив ги доставиле избирачките одбори. При тоа од вкупно 63 пристигнале 62 записника, со оглед што еден избирачки одбор е ставен во мирување. По сумирањето на резултатите, сите записници се однесени во Државната изборна комисија, каде што во текот на денот очекуваме да бидат прогласени за конечни и верифицирани и веќе се почнува процедурата со рокот од 48 часа, кој би требало да започне од моментот кога и ДИК ќе ги прогласи за конечни резултатите, значи ќе чекаме 48 часа за преговори. Записниците кои што беа доставени од избирачките одбори, нема ниту една забелешка, беа чисти, можеме да кажеме дека имавме фер и демократски избори, без некои поголеми проблеми. И покрај завршените активности околу спроведувањето на гласањето, Општинската изборна комисија ќе продолжи со работа, пред се околу исполнувањето на обврските за надоместоците кон членовите на избирачките одбори и други задачи поврзани со изборниот процес. За разлика од Кочани, општинските изборни комисии во соседните општини Виница, Зрновци и Чешиново Облешево веќе ги преземаат обврските за спроведување на вториот круг гласање за избор на градоначалник, што ќе се одржи на 29 октомври.